Кочани е втората општина во Македонија во која продолжија активностите за средби со граѓаните, што ги најави министерот без ресор Самка Ибримовски, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите во државата. На средбата што тој ја имаше со граѓаните од ромската заедница во Кочани, ги презентираше мерките и активностите од владината програма во насока на подобрување на животот на ромското население. Пред присутните беа образложени и нивните права во делот на социјалната заштита, образованието, домувањето и други области. Според Ибраимовски, ромското население за брзо време ќе започнело да ги чувствува промените кон подобро како резултат на спроведувањето на планираното во владината програма. Бевме прошлата сабота во Гостивар, денеска сме тука, продолжуваме Прилеп, Битола, Гостивар, Кичево и така натаму. Значи, поводот денеска е да презентираме програмата на мојот кабинет и на владата на Република Македонија, кои се акцијските планови на локално ниво, кои треба да ги спроведиме за подобрување на статусот на ромите во Кочани. Имаме преглед направено програма кој знаеме кои се проблемите во делот на домување, во образование, така да сега ќе им ги презентираме на граѓаните и ќе го чуеме нивното мислење и они да не кажат кои се нивните проблеми, нивните барања за да ги инкорпорираме во програмата на локално ниво во нашата програма. На средбата со граѓаните министерот Ибраимовски рече дека кај социјалната заштита било планирано зголемување на паричната помош што за 4-члено семејство без приходи ќе изнесува 12.000 денари месечно. При тоа покачувањето ќе се одвивало во две фази, а ќе започне по годишната обнова на документите на корисниците, односно од наредната година. Тој додаде дека социјалната помош нема да им се крати на семејствата кои остваруваат некакви ниски приходи и нема да бидат принудени да ги кријат, како што било досега. Новина е што, на пример, на семејство кое има приход од 8.000 денари месечно, државата ќе му додава уште 4.000, за да ја достигне сумата од 12.000 денари месечно.